Она што нам ни останува сега да ве поканиме на едно убаво уживање некои 30 на 40 на минути. Всушност, кога најавив утринава за оние кои што пропуштивте, во пресрез сме на 8 издание, каде што Македонија се вклучува во таа светска иницијатива и таа глобална кампања на уживањето со лего коцките, меѓутоа роботика и иновации. Всушност, во време кога технологијата се подлабоко го обликува светот во кој што живееме, постојат вистина места каде што љубопитноста на младите се претвора во знаење. Играта со коцки е една вистинска наука, како што може да го посведочите тоа и всушност од овие илустрации и фотографии. Едно од тие места е токму оваа глобална иницијатива First Lego Liga или големата Лего Лига би рекол во Македонија. Надпревар кој што ги обединува илјадници млади умови од повеќе од 100 земји широм светот. Тоа е куриозитет, инспирирајќи ги да ги истражуваат и создаваат можеби и да ја замислуваат иднината преку роботиката и самите иновации. Подсетив утринава, може го гледате тоа, 36 тимови од цела Македонија, 400 учесници и 50 ментори. Всушност, Македонија повторно станува дел од оваа глобална светска приказна. По 8 пат Скопје во случајот повторно ќе не покани како домакин град на овој национален надпревар, каде бројни тимови од различни градови ќе ги представат своите идеи, роботи и истражувачки проекти, обединувајќи се повторно да ни покажат всушност дека креативната, знаењето и тимската работа вистина отвораат нови хоризонти. Иван, особено ти ќе ни го посведочиш истото. Инаку ќе говориме секако и за иднината на STEM образованието и за можностите кои што ги отвара всушност роботиката пред новите генерации, така што ова утро денес само за вас го носиме професорот Гордан Анастасов. Инаку, освен што сте редовен професор, тука ќе споменеме дека сте улога и на претседател на First Lego Liga во Македонија, ментор и годинава судија. Од самите посетоци на оваа глобална иницијатива Иван Донев, младиот Иван Донев и Анета Атанасова од Академијата за роботика и иновации, едно свето тројство денес за да го означиме ова осмо поглавје. Верувам дека ќе биде уживање. Сега за оние кои што го пропуштиле можеби пријавувањето, конкурсот со своите училишта и самите деца, ќе има прилика сето тоа, нели, здравје Боже, по летото повторно. Тука ќе бидеме како и секој пат. Ги обожавам овие теми кои што носат една едукација во етерот и верувам дека ќе го на некој начин узурпираме јавниот медиумски простор за ваква тема која што заслужува внимание. И Гордан, Иван, Анита, секако природно ќе се тече разговорот како на кафе, меѓутоа би прашал вистина кога во време технологијата го на некој начин, тоа кажав и утрово, го редефинира светот, дали можеме да кажеме дека овие надпревари како што се First Lego Лигата се можеби новите лаборатории каде што се раѓа иднината и една нова генерација на инженери, научници и иноватори во светот? Прво, добро утро и на вас. Голема благодарност што ни дадовте можност и оваа година да се представиме пред македонските гледачи во вашата емисија, да најавиме почетокот или крајот, да кажем, на оваа сезона 2025-2026 во First Lego Liga Македонија, која што е 8 поред. За нас многу значајна, пошто ако се навратиме на почетоците кога почнавме, беше многу тешко сето ова да се провие во нашата држава. Никој едноставно не веруваше дека може да успее целата оваа приказна и кај нас, но се случи спротивното. Оваа година имаме, како што најавите и вие, рекорден број на тимови, околу 36 тима од државните и приватните училишти и едукативни центри во Република Македонија. Неверојатна експанзијата што ја носите и со цела оваа приказна, затоа веројатно се зголемува бројот и учеството секоја година. Па баш така и интересот и убаво и вие најавивте дека буквално ова ќе биде идното учење, да кажеме, или она кое што ни фали кај нас во формалното образование, учење кое што директно можат децата да видат сето оно што е применливо образование, сето оно што го учат, да видат како може да и помогне во животот и учењето да биде не оно учење класично кое што го имавме ние, туку учење со разбирање, со дламенско, со решавање, со прикажување на наученото на начин на кој што самите деца умеат. И најважно, без притисоци и тенденциозно да ги туку самите од себе тие се пријавуваат, всушност и влегуваат во светот на оваа забава и пред се едукација. Буквално така, бидејќи тие
тие се представуваат целата нивна работа, нивна креација. Тука, ја што велам, не можат да сгрешат. Значи, може да постојат, ако велиме за проекти, за иновации, добри, подобри и уште подобри, ама нема лоши. Значи, како беше она, не постои, има само една лоша идеја, кога немаш идеја. А тука, напротив, сето ова ги потикнува самите ученици да ги покажат своите идеи, да ги покажат своите креации, своите знаења кои што ги стекнуваат, а и најважно од се, да ги учат работите длабински, не суштински, онака само да се помине, не знам, за да добијам некоја оцена или така натаму. Не, туку баш она длабинското учење кое што е потребно уште од мали години да ги почнат сите ученици. И да го искористат животниот потенцијал во случајов. Баш така. Имено, вистина е многу убав куриозитет Македонија да се најде во едно убаво светско семејство. Повеќе од 100 земји учествуваат. Еве да вератам на почетоците како испадна пријавувањето Македонија да се биде дел од ова голема сцена на роботика и иновации. Значи, целата приказна почна во моето училиште Гошо Викентиев, од каде што доаѓам. Вие потикнувате иницијатива за... Се ви раскажам целите почетоци како почна. Сето ова, значи Ротари клубот Кочани Виница направи една донација во нашето училиште и не пријави, тогаш немавме ние наше првенство, ниту пасон дека ќе имаме, не пријави да учествуваме на Фраслего Лига Србија, која што ни беше најблиску до нас и беше баш онака, ајде, иде видите како другите деца уживаат и учат и така натаму, па ќе видиме што понатаму. Ние отидовме и освоивме прво место на националното првенство во Србија, бевме најдобар тим. Тоа баш е таа година? Баш таа 2017-18 сезоната. Иван беше тогаш ти? Не, та 2018 беше, така? Да. И освоивме прво место, таму се пласиравме за Адрија Лигата као регион во Словенија. Таму бевме исто трето. Адрија Лига исто така како некоја сестринска подкатегорија нова? Така. Да потоа ќе зборуваме малку, ќе ви ги објаснам и сите тие како се групираат и поврзуваат тие првенства. Таму бевме трети, со тоа се пласиравме да учествуваме на First Lego Liga Championship во Детройт 2018, каде што имаше повеќе од 67.000 деца од целиот свет, буквално беше на ниво на спортска олимпијада, ќе кажам. Детройт, кој што знаеме дека е град на индустријата, во светот еден од најголемите. Самото надпреварување беше во Кобо центарот, најголемиот сајмски центар во светот за автомобилска индустрија, за автомобилска сајм за автомобили каде што се одржува и буквално градот живееше тие 4 дена со ова лига, со ова првенство и таму, од таму произлезе целата идеја. Кога успеавме да дојдеме до тука, зошто да не успееме се тоа да го вметнеме и кај нас во образованието. Како во сите други работи, кај нас ние сме скептици за се, дека нема да успееме. Така беа почетоците. Треба да го елиминираме дека, да речем, тој страф и таа карактеристика што некој пат е длабоко вкоренета. Буквално, ако успеавме ние, кој што хеви ќе кажам, еден град од провинција ќе кажам, но некој мало пат се минимизираме, се стеснуваме, мислиме дека не можеме да се носиме некако, нели можеби со светските иновации или да речеме да останеме прагматични визионери, а всушност секој од нас потенцијал има невиден. Баш така, успеавме да го докажеме спротивното на почетоците, значи лани бевме прогласени за најбрзо растечка лига во регионот во кој што припаѓаме. Оваа година фактички имаме го дуплиравме бројот на тимови од ланската година и покажавме дека не сме толку мали како што мислиме. Јасно, ова е еклатантен показател дека всушност Македонија може да се носи рамо до рамо со... Може многу да се носи рамо и се носи и со роботиката, и со иновациите, и со масовноста, и со поддршката која што ја добиваме и од компании, да кажеме, или организации. Оваа година многу помогна Фондацијата Бехтел, која што спонзорира веќе 24 тима од формалното образование, со донации на кабинети по роботик во самите училишта се вклучуваат и многу други. Ја видоа, самите компании го видаа својот интерес, бидејќи ние
како пак ќе повторам, како во секогаш каскаме, сакаме да имаме оној готов производ, да кажеме, на човечки ресурси во самите компании, но сакаме тој готов производ да ни произлезе директно по завршување на средно училиште или факултети, а без претходно никогаш да има некој работено со тие деца, да види, да ги насочи уште од мали нозе, бидејќи многу касно е да се почне на таа возраст 17, 18 или 15 години. Имаме пример тука со нас и Иван, кој што го најавивте, и он ќе си раскаже својата приказна во целото, уште од кога почне и до каде може да се стигне и колку му помага сето ова. И јас би го нарекол повеќе учење, значи ова не е она класично надпреварување кое што ни интересираат цифри, некои поени бодови, туку не. Тука е целта фрст учењето или самата фрст Лего лига, ние учиме да учиме. Интересно е кој би рекол кога јас бев дете дека Лего коцките денеска ќе добијат ваква тежина и вредност. Тоа е интересно. Сакам да прашам, пред Данета и Иван да се вклучат во разговорот, Гордан, дали има некакви предуслови за да една земја стане дел од светската организација иницијатива за First Lego Liga, во случајот нели како и Македонија, да се испочитуваат некакви стандарди, не знам, некако почет се даде дека Македонија заслужува да биде дел од оваа светска заедница. Постојат и тоа многу високи критериуми и услови. Тука најмногу истото и кога се работи и со тимовите и со самите деца, многу е важна она буквално протоколарната, да кажеме, како се наведени правилата на учество, дисциплина, да не го гледат тимовите дека се сами единки, бидејќи целото ова надпреварување, пак го велам, надпреварување е под капата на УНЕСКО и неговата цел е сите тие 107 земји во светот кои што се вклучени да работат на една иста задача и каузата е иста. И каузата е иста, како да помогнат да излезат тие иновации и идеи како да имаме подобар свет од самите деца. Што на нифи недостасува, каде они ги виделе фалинките на нас, повозрастните. Сепак има некој правилник кој што голем правилник, значи на кој што мора да се испочитува сето тоа, мора освен со бројки на тимови, со организацијски, ние секоја година сме под не знам, мониторинг на целата фрста организација. И организацијата, предпоставам, така? Целосно, значи има, да речеме, странски суди, како што Иван има странски суди, има странски како се мониторинг кој што ни прават. Секоја година судиите мора да бидат изградени личности кои што кажеме, кои што се веќе нешто имат бекграунд за нив од темата која што е на годишната тема. Супер ни оди со сите, можам да кажам, и универзитети во нашата држава и институции кои што се од одредени области на самата тема буквално не прифаќаат и со задоволство сакат да учествуваат во целата оваа работа. Оваа година ќе зборуваме понатаму на темата на археолошкиот музеј на град Скопје или археолошкиот музеј на Македонија. Да, и темата е тоа. Застанува со суди од нивната фела, од нивните институции кои што се затоа што се обработува таа дејност, и другото. Внимаваме, мора да внимаваме сите тие суди да бидат компетентни личности, веќе изградени личности во било кој од нивните дејности кои што ги работат. Да, Иван, тоа што ми го посведочи, нели, зад камери, всушност не си пропуштил ниту едно издание, си бил и учесник. Сега имаш вистина привилегија да бидеш и во таа, да речам, фела на судиите, кои што ќе имаат многу поинаква, да речем, тежина, нели, на самиот First Lego Liga на Тревар. Ме интересира првиот момент, како што спомена Гордан, нели, можеби регионално си бил, нели, си ги гледал работите, така натаму, веќе 2018 се вклучуваш, бидејќи си бил и учесник, денес си и ментор и веќе и судија. Како изгледа трансформацијата од ученик кој гради робот до човек кој што ги води на некој начин новите генерации сега? Да, фала секако, прво сакам да кажам многу за ова гостување, добро утро на сите гледачи. Поздрав до баба. Значи, да, поздрав до баба дефинитивно. Сакав прво да кажам дека во 2018 година почна веќе во Македонија прв пат, нели, овој настан, имаше чисто на конкурс
мајка ми по некоја случајност виде дека има курс по роботика. Ми си реков зошто да не се запишам. Значи се доаѓа од мама. Да, се доаѓа од мама, дефинитивно. Пошто идеше на курс на роботика и си реков ајде сакам да пробам. Се запишав и ми идеше многу интуитивно, многу лесно, од секој сум сакал нови технологии, нови без никакви очекувања. Без никакви очекувања. Просто си мислев како може робот да се прави од лего коцки. Сите си го поставуваат тоа прашање и на крај се доверив дека стварно може, бидејќи лего не е само оние коцки класични што ги знаеме, туку имаат и зупченици, преноси, своји технологии и за програмирање секако. Значи во роботиката мислам дека е многу интересен дел на легото, бидејќи е лесно склопливо, а тешко изводливо за сите тие работи да се направат. А корисно на крај. Да, а многу корисно на крај. Бев од 2018 до 2022 година ученик и сите тие години лидер на тимот кај нас, кој што бев член од него. Да, секој пат имаше лидер во тимовите. Да, значи секој тим се избира најчесто некој лидер кој што ги координира, да кажеме, останатите. Секој си има нели своји предности, некој го бива повеќе во ораторство, ќе се надоврзам зашто е тоа важно, а некој во програмирање и во конструкција, но секој си имаше свој дел што го работеше и го правеше и сето тоа нели си прерасна понатаму во љубов кон спортот, да кажам. Додека учевме, додека работевме, нели, не само што се надпреварувавме, туку работевме заедно во тим. Роботиката и надпреварот по роботика е тимска работа, не е индивидуален спорт и според мене не е важно кое место сме го постигнале на надпреварот, туку што сме научиле во текот на надпревар. Бидејќи уште од 2018 година нешто што ми кажа професорот е дека сум многу добар оратор на некој начин во презентирањето. Да, значи тоа ми даде во тоа време воопшто не ни мислев дека можам да идам некаде да зборувам, да представам некои работи, но понатаму си одлучив да се фокусирам повеќе на таа кариера. Си презентирав многу повеќе места, многу повеќе настани и ми помогна многу лично во својот кариерен развој, па и во своите презентации, работа со невладини организации и такви работи, дека што покрај роботиката, кој што е надправа нели за креирање на лего коцки, имаме и презентација и решавање на проблеми. Со тие работи си ги развив своите меки вештини, кои што на сите кои што гледаат кои што од 12 до 15 години возраст дефинитивно би пробале и топло им препорачувам да го пробаат ова, да се нели да дојдат, да се видат, да научат нешто, затоа што да не се инхибира, да не се спречуваат, апсолутно. Значи дефинитивно ова е за секој, бидејќи без разлика од која позадина идете, дали нели секако основно најчесто школа, ама може многу понатаму да се развија. Јас моментално си одбрав струката да ја студирам, моментално сум на Машки факултет на мехатроника, така да роботиката ми стои во срце, во душа и уште од 2018 кога прв пат стапив во училница, кога го направив својот прв робот и првата програма, знаев дека сакам ова да го правам. Значи дека добро си се послушал за својата интуиција. Мислам ти била добар асистент во животот затоа што некој пат има работи кои што ќе не предизвикаат или спречат дали зошто некој пат и обкружувањето. За жал некој пат семени членови пријатели кои што знаат да и тука да го направат некој предизвик. Меѓутоа мислам дека нели самото искуство како учесник чинам дека подобро ќе ти помогне можеби да го разбереш предизвикот со кој што се соочуваат сега новите нели ученици. Кој момент од надпреварите најсилно остана во сеќавање, да речеме, од времето кога и бевте учесник, секако со тимот и како ментор, што е можеби најважно на младите научници, не знам, програмирање, инженерско размислување или таа тимска култура која што е неопходна? Според мене дефинитивно нешто кое што на секој надпревар ми остава во сеќавање е играта на сите тимови заедно, кога се спојуваат и кога навиваат еден за друг без разлика на што се конкуренција, да кажам во наводници. Значи тимовите заедно кога се пуштаат роботите, како што можете на инсертите да видите нели на масите едни до други, сите гледаат. Сите ученици без разлика од кој тим се, сите си навиваат едни за други. Од секој надпревар можам да си представам моментално слики пред мене од веќе 8-ми надпревар до сега,
вклучително и на надпреварите што бевме во Америка и насекаде и во Грција, многу феноменално чувство е тимската работа, бодрењето на самите тимови, дури и да не се познаваат. Се гушкаат, се радуваат, се бодрат самите себе си, а и исто така и нивните пријатели, да кажеме во овој случај, бидејќи тоа е дефинитивно. Тимскиот дух во овој надпревар е нешто неверојатно. Сега на овој надпревар со толку многу деца сигурно ќе има многу, да кажеме, детски џавар. Значи ќе биде многу гласно, многу голема бучава, ама е некоја бучава која што ти го буди срцето, те насмева и дефинитивно те прави да се осеќаш многу среќен и просто само погледнување од страна прави насмевка на лицето. А за транслацијата, да кажеме, од учесник па до ментор, па сега до судија, веќе сум ментор од 2023, 4 и 5 година, сега ова година и судија. Значи, чувството е феноменално. Бидејќи не можам да се надпреварувам, за жал, горната граница е околу 16 години, сега сум 20, не можам да се надпреварувам, но роботиката ми е во душа. Знам дека тоа што го имам стекнато како знаење, можам да го спроведам на некој кој што се на помала возраст, сепак да ги изменторирам. Пошто менторите и, да кажеме, наставниците на тимовите не се таму за да дадат свое знаење специфично и да ги насочат, значи само ги насочуваме учениците. Не ги тераме да пишуваат домашни, не ги тераме, значи тие сами истражуваат, сами ги прават сите роботи, сами си го прават и проектот. Има и проект кој што треба да го направат, секоја година е различна тема. Меѓутоа темата е само различна и тука темата е само различна, но суштината е таа да си развијат свој проблем, да си откријат иновативно решение, со тоа истражуваат, работат на своји меки вештини со презентација, тимска работа, секакви дејности и многу се уклучуваат во светот, да кажеме, на возрастните на некој начин, бидејќи со тоа им дава шанса да бидат своји креатори, своји лидери на некој начин, не само на тимот, туку и на самите себе си, да се поттикнат да истражуваат повеќе, да учат во повеќе аспекти, во повеќе работи, бидејќи имаме, например, моментално едно дете во тимот кој што го менторирав, од медицинска подзадина доаѓа, но многу сака роботика и многу иде истражување. И ја прашав што сакаш да студираш понатаму, вика се уште ми е рано, но дефинитивно како биомедицина и biochemical engineering, за спојување на двете работи е многу. Значи роботиката е основа на многу смерови и многу инженерство. Роботиката, вештачката интелигенција, мислам дека конкретно инкорпорирана многу, дури оддалечена се прават и изведуваат операции. Мислам дека имаме совршен репрезент на што значи First Lego Лига Македонија. Искрено и медалот си ги имаш аплаузот фредетичниот од публиката, како што ми спомена пред камерите, незалудно се бил и пред Европскиот парламент со младинскиот совет, ако не грешам, така? Така што имаш, затоа што вистина супер е тоа кое што ќе го прикажеме или преку некоја дизајн, патент, нешто што ќе го измислиме, меѓутоа искуството на моќта на привлекување со збор, мислам дека ораторството е вистина важна алка, затоа што мислам дека е најбавиот можеби материјал или да речам жива материја со која што се конектираме со светот. Анета, кога стана збор за Академијата за роботика и иновации, вистина има еден неверојатен спектар во улогата на развојот на STEM образованието. Меѓу другото, еве нека биде прашање каква е визијата за иднината на самата технолошка едукација и кај младите и тоа што го спомнавме зад камера. Во Академијата не е само роботиката, која што се изучува, туку се развиваат апропо комуникација, односно самите вештини, лидерски, креативни процеси и така натаму. Можеби тоа е суштината на тоа модерно образование кое што на некој начин сме седаци го гледаме. Така. Значи, самото изучување на роботиката, прво да кажем добро утро на сите од мене, самото изучување на роботиката не е всушност, како да кажам, како програма, туку еден широк спектар на изучување на повеќе вештини и секако е многу значајна за развојот на, да речем, на една земја. Знаеме дека многу се битни сега технологијата, иновативноста, економијата за нашата држава. Така, со самото тоа
луѓето се, дечињата се поттикнуваат, размислуваат, истражуваат, комуницираат едни со други и се зголем, што на пример во денешно време сметам дека кај дечињата е многу мала комуникацијата со помош на овие смарт телефоните. Да, поради тоа. Овде тој многу и се развива, самата комуникација, стануваат тимски сплотени едни со други, самите си даваат своји идеи, па другите ги поддржуваат и така натаму, сето тоа е многу значајно. Еден вид лабораторија. Баш еден вид лабораторија. Значи, тие не се надпреваруваат, туку тимски заедно работат за сето тоа и нормално дека натаму ќе произлезат некои нови идни иноватори, идни инженери, идни лидери од сето ова со помош на роботиката. Сега сакам само да издвојам и дека треба да се вклучат и многу повеќе девојчиња, бидејќи за почеток имаме и девојчиња, меѓутоа поголемите, со односот е повеќе момчиња. Да, бидејќи и самите девојчиња се многу битни за едно општество. Генерално има иницијатива кај девојчињата? Има, да. Се сеќам дека пред можеби 2 календарски години имавме едно девојче покрај цело друштво на момчиња. Да. Имаме и сега во тимови само по едно девојче, меѓутоа имаме веќе и тимови, веќе почнува, нели тоа и кај девојчињата, имаме веќе тимови со односот е ист. Речете па идентичен. Супер. А инаку, бидејќи сега мислам дека еклатантен пример е дека нели секоја година и ова 8 издание се зголемува бројот, нели 36 тимови, 400 учесници и околу 50 на ментори. Тоа е само по себе нели убава бројка, меѓутоа дали и покрај се ова родителите денес доволно имаат свесност дека важно е технолошкото образование. Да, се разбира. Значи, не е само иницијацијата од деца, да речеме во случајот кај Иван, неговата мајка била поттик за да се вклучи во светот. Па мислам дека да, добро. Кај помалите дечиња нормално дека самите родители се иницијатори за сето тоа, нели? Малите дечиња се уште не ни знаат што е всушност роботиката. Да, тие имаат дома некои сетови, лего, сами си делат. Несвесно ќе влезат всушност некој пат. Кај големите веќе сами се појавуваат желбата за да почнат да работат, да почнат да ствараат, да се трудат, да имаат борбеност, имаат некој свој ентузијазам што многу е битен за самата оваа тимска работа. И тоа сметам дека да, и родителите, меѓутоа и самите деца веќе во општеството имаат свој поттик за роботиката. Денес, како што кажав, многу се говори за вештачката интелигенција, па и автоматизацијата сама. Дали роботиката што ја учат, можеби да речеме овие ученици всушност и првиот чекор кон светот што сега веќе допрва го гледаме и доаѓа? Па, можеме да кажеме дека е роботиката, особено оваа едукативната роботика за која што зборуваме. Јас доаѓам од техничко училиште и можам апел да дадам буквално до сите родители, кои убаво спомнавте вие, да не оставиме она ние да си ги лечиме као родители нашите фрустрации. Имаме слушнато, не знам, ова е добро платена професија, она е добро платена професија и ради тоа да ги запишуваме децата. Затоа се почнува уште од мали години на начин на кој што кога ќе велиме ние воведување во роботиката и во автоматизацијата, тоа мора да се почне на начин на кој што не се ни свесни самите деца дека се стекнуваат со такви вештини, дека работат на такви вештини. Тоа е целта. Значи, не они да користиме, не знам, зборови кои што се тешки, поими кои што се тешки за нивна возраст, туку баш и затоа преку Lego Education можам да кажам дека е едно од најдобрите платформи и програми во STEM образованието, бидејќи децата учат на начин на кој што тие самите сакаат, не как да ги наметнуваме ние како ментори или како родители, и тие модели кои што ги градат на работчиња и на системи за автоматско управување, програмирањето
е исто со блокови. Значи, они, иако ги изучуваат сите оние потребни сегменти кои што се од делот на тие технологии, не се ни свесни дека ги учат. Гордан, повикот е до сите државни и приватни училишта? Буквално повикот е до сите И дали, да речеме, кога ги адресирате новите датуми на учество за First Lego Лига, има голем интерес и, да речам, голем процент од училиштата од Македонија го пријавуваат искуството за... Оваа година имаме околу 26 некаде државни училишта кои што се пријавени и ќе учествуваат на ова надпреварувањето. Самото тоа покажува дека одлично го прифаќаат целото ова образование и формалното образование. Можам да кажам дека има училишта кои што, за пример, веќе и воведува како изборен предмет, помина во Бирото за развој на образованието училиштето Кирил и Методи од центар од Скопје, кои што го имаат и како предмет и целта. Мојата цел е уште на почетокот сето ова да го вметнеме во нашето формално образование, да може да е подостапно за сите деца во целата држава. И јас како визијата, да кажеме, на Академијата за роботика и иновации е ова образование да биде достапно до секој дете од Република Македонија, не само на одредени бранши на деца, да кажеме, на да биде сега тука мора малку околу финансиски аспект да помогне и држава на државни училишта и така натаму, бидејќи да, кошта, ама не е нешто многу, да кажеме, еден тим првата година... Не треба да го гледаме тоа колку чини, колку што се внесува, инвестира, тоа е... Во тоа да ги престанеме овие работи, гледате што се случува во светот, гледате што може да се случи со презентација на потенцијал, да ги искористиме, да бидеме баш онака гордели на тие момчиња како еве во случајот Иван. Всушност си вложуваме во иднината на државата. Знаете, секој пат кога ќе ги забележиме тие видеа и тие ингениозни млади умови, апропо Соединените американски држави, Јапонија, Германија, знаеме дека добро се носат во светот на роботиката и нациите. Меѓутоа, дали македонските ученици можат рамноправно, искрено вака да се надпреваруваат? Добро ли се носиме генерално во светот на роботиката? Јас можам да кажам дека и повеќе со тие ресурси кои што располагаме и почетоците кои што ги имаме, одлично се носиме и на сите првенства до сега кои што учествуваме на World Championship во светот, значи сме или во средината или во првата четвртина од тимови, ако го гледаме преку бројки и како резултат. Ама не е само бројката како бројка. Важноста е, еве го Иван, значи почна од некој си, не знам, четврто, пето, деление 12 години, колку е, како години веќе сам си кажа дека му помогнало да си одбере самата професија и не само што си ја одбра. Иван оди подкован на универзитет на кој што е запишен. Ние знаеме колку ни се неопходни овие кадри на нас како држава. Па дајте да дадеме нешто од себе, да почнеме да си ги произведеме тука и да ни останат тука. Да, мислам, празник за очи, за душа, што се вели, сите од кои што ќе бидат на 14 и 15 ќе спомнеме за нели овие два датуми. Само би сакал да го нотираме моментот дека секоја година има различна тема на која што нели на некој начин се носи целата естетика и иновација. Годинава археологија и технологија. На прв поглед роботиката, археологијата, барем во моите нели светови, и во многумина ќе речат тоа се сосема различни два света. Меѓутоа, како се спојуваат во рамките на овој предизвик и ова 8 издание на First Lego Лига? Археологија и технологија. Да го представам целото ова надпреварување, значи кога збореме, ние го кажуваме надпреварување во едукативна роботика, но тоа не е само тоа. Бидејќи ако се вратиме историски како почнала целата оваа работа во светски рамки, тоа е една организација First од Лондон, која што 98 година, уште далечната, има почнато со сето ова и идејата е била на деца од целиот свет да и дадеме тема, која што на таа тема од 9 до 16 години ученици збореме, треба да направат иновативен проект и да го прикажат. И после неколку години влегува роботиката во целата ова работа и така се прави склопот на First Lego Лигата, така настанува. И сега ако збореме за како археологијата со роботиката,
Да, можеме да кажеме дека нема заедничко, ама ни не треба да има заедничко. Пошто самото надпреварување е во 4 сегмента. Тука имаме роботска игра, робот дизајн, innovation project и основни вредности. Значи сите тие 4 сегмента они ги работат посебно, а ги представуваат заеднички. Значи оваа година не се погоди темата на нас како држава, можам да кажам, бидејќи ние сме подневие, особено во Македонија, каде и да копнеме археологија. Апсолутно се сложувам, да. И во случајот мислам дека овие предизвици ќе ги научат меѓу другото и младите дека технологијата не служи само за не знам индустрија, туку за култура, за наука, за историја во случајот. Ме интересира само кога се презентираат, да речеме, тие иновации, ги составуваат роботите пред публиката или само готов проект се презентира? Како изгледа на преварот? И да подсетиме 14 и 15 март во Скопје. Па, прво, од тука ќе почнам повик до целата отворен е повикот, сите може да го гледаат на преварот. Сите може да го гледаат, ќе биде на 14 и 15 во Diamond Mall, отворен карактер. Дојдете, видите за што станува збор, да видите за какво учени и со што се представуваат самите ученици. А сега ова што ме прашавте, значи тие работат цела сезона, уште од септември, октомври месец на изработка на робот, добиваат една маса на која што има повеќе мисии од темата, со тој робот треба они да го испрограмираат, да извршуваат, тоа е делот во роботската игра. Потоа, кога зборуваме за иновативниот проект, тие пред евидентни суди ги представуваат нивните идеи или нивните решенија, па многу од тимовите имаат и веќе изреализирани проекти. Значи, не зборуваме само како идеја како би бил проектот, туку со изработка на цели макети, со прикажување како функционира тоа нивната идеја во реалноста. Можам да кажам дека за овие 15-20 години како постои Фрст Лего лига во светот, многу од тие идеи на самите надпреварувани веќе се реализирани во општеството, во светот, во вистински проекти. Иван, знаа да се јават за менторирање, да им даете насоки и вака генерално тимовите? Значи, како функционира? Например, вака конкретно за иновативниот проект или темата, секоја година како што кажавме е различна. Се сеќавам уште првата година јас кога бев, темата беше Into Orbit, значи за вселената. Работи ние што можеме да ги изработиме за вселената, реално за ученици е непознато поле, многу мали работи, но на нас проектот ни беше и темата за депресија на астронаути. Што значи депресија на астронаути. Секакви работи можат да ви текнат, да истражуваат учениците, да најдат. Да. Значи имавме неколку работи, детекција на црни дупки, депресија на астронаути, некакви работи, кога ни текне идејата за некакви такви као црни дупки работи, наредната година, точно една година од како ни текне идејата, НАСА го пушти нивниот свој робот за детектирање на црни дупки. Што значи, ги имаме основата за иновациите кои што следат можеби. Можеби некои работи кои што паднале на памета некои ученици, чисто теоретски, се предвесници на нешто што следи во насекаде во светот, да кажам. Значи, менторство евентуално е истражување. Многу истражување од страна на учениците, секогаш има некој кој што знае нешто за некои работи. Например, конкретно ние сега за Unearthed темата или за подземјето, за археологијата, имаме некои од кај нас ученици кои што знаат за многу сензори кои што се користат подземно, дали некои пријатели или родители кои што имаат археолози или архитекти, например, се справуваат со такви работи. Сега можеби имаат некој предзнање. Ти можат да искористат да го кажат на другите ученици и потоа да истражуваат. Секогаш на секоја тема има барем по некој или некој кој што познаваме што знае нешто повеќе од нас, примерно за темата. Консултација со во овој случај археолози, експерти од тема е многу топло добредојдена и сепак знам дека од искуство секој археолог, секој експерт за некоја одредена тема да слушнат за тоа што ние го работиме и го правиме, да им се представиме, да им бараме помош, тие многу весело ќе го ако се имаме да речеме поддршка од археолозите, археолошкиот да речеме локалитет кај нас во Скопје, да речеме во Into the Orbit или во тој период, кој ви беше поддршка, да речеме, како ги добивавте, можеби тие работи, реално јас да кажам, истражував многу
на NASA фајлови, а исто така и пуштивме NASA беше вклучена во целата и имаше во тогашната лига. Да можеш да си закажеш со експерти од NASA онлайн да го представиш. Вистина? Ние пуштивме имейл и имавме достапно за да си направи. За да можеш да поразговараш со нив, да ја представиш целата приказна, пошто во светски рамки во ова учење се вклучени буквално сите иновативни институции во светот кои што ги познаваме. Не сакам сега тука да зборувам за фирми, да не прекршиме некои правила на самата телевизија, ама ако било кој направи мало истражување кој што се стои за целата ова First Lego лига, ќе видиме за каков размер и за какво учење станува збор. И затоа сум пресреќен што сето ова успеа кај нас и го како така го гураме и успеваме да биде уште помасовно и помасовно, и мислам дека и ќе успееме во она крајна цел и да го вметнеме во формалното образование на некој начин, дали преку секции, дали преку изборни предмети. На добар пат сме да се обликува нешто, да се обликува целата работа, пошто има многу примери во светот каде што е вметнато, каде што соседна Грција, значи имаат секој од општините си по 2-3 тима во програма и е влезено да секој година во формалното образование од нивните општини да ги спонзорира, да кажеме, училиште, спонзорира, тоа се рековме, не зборуваме за пари, многу мали пари, да речеме, да биде подршка. Многу малку пари, да даде подршка секако, пошто да имаат некаква мотивација и самите училишта и се зошто во сето, иако поголема мотивација е. Да, јас пак ќе кажам, еклатантен пример е. Искрено, Иван, колку ваквите примери ве учат вам, како деца, некогаш и ти, нели, учесник, некој па да се справиш со неуспехот, нели, кој што доаѓа некако во животот. Значи, сепак, нели, кога се надпреваруваме, кога сме во некое такво положение, можеш да бидеш разумен и свесен дека ќе се случи, може да има и неуспех, но толку години, нели, да си имаме надпреварувано, само ни дава реално мене поголема амбиција и поголема желба да успеам понатаму во животот. Нели, на многу надпревари, веќе ако ги броиме и годините кои што сум бил и ментор и се, имам се на се 2 пати победено од 6 надпревари или 7 да кажеме дека се биле. Нели, 2 пати да кажеме дека сме успеале да победиме, а другите пати сме биле многу блиску, но нели, секогаш се финеси, бидејќи секој тим е спремен, секој тим е добар. Имаме многу, да кажам, добар кадар и добри ученици кои што учествуваат на надпреварите, што значи дефинитивно идни инженери, дефинитивно, нели, идни лидери, научници, но секој од нас се справил со некоја загуба, да кажеме, или пораз, но дефинитивно не спрема како од мали нозе да знаеме што не очекува и понатаму во живот. Бидејќи, нели, кога аплицираме например сега за некој проект или некои работи, секако, нели, очекуваме да не изберат да успееме во нешто. Моќта на манифестацијата сага. Да, треба да знаеме дека има некои начини дека што и некош не сме значи мора да знаеме дека има успеси, ама има и неуспеси. А неуспесите само не прават да имаме поголема амбиција, поголема желба и да се трудиме повторно и повторно во животот. Фантастично. Јас би рекол, особено кај учесниците, кај децата, нема неуспех од самата причина што ти на 10-11 години да представуваш твои иновации, твои изработки пред веќе изградени личности во општеството. Само по себе успехи импонира. Замислете, јас си велам на самиот себе, ние кога бевме ученици да ги имавме тие можности до каде би стигнале. Значи, самото тоа на 10 години ти да представуваш проект пред универзитетски професор. И со проект да патувате некаде во друга географија и да го представите тоа пред уште поголема маса на успешни личности и така натаму, да зборуваме за 10-11 години. Да се надоврзам на професорот, нели, секако, значи, кога веќе зборуваме за иновативните, за проекти и за иновации на тие рани возрасти, таму неуспех воопшто нема. Значи, многу и ние кога почнавме веќе со роботиката, кога бев некоја, нели, 8 деление, 9 деление прва година средна, сите си велеа што одиш на роботика, тој си играш со лео коцки, ништо немаш од тоа.
И потоа кога дојдовме до Америка, стасовме до нели вакви работи, на многу повеќе проекти, научив многу повеќе работи. Посака и Нели, тие. да, посака и тие си велеа нели како можам да се вклучам такви работи, што значи нели сепак не треба ни да слушаме некој од страна кој што дофрла ако си имаме нели својата интуиција. Значи да си ја следиме интуицијата, да си пробаме се што ни падне на ум, а особено роботика топло препорака од мене кон сите што гледаат, особено млади. Многу ми е драго дека и денеска и ти ја поддржаш оваа тема, затоа што пак ќе кажам, успехот се гледа нели на самата First Lego Лига, има генерално нели твојата радост со која што си легол и како се ја послушал твојата интуиција. Нета колку ваквите иницијативи вистина може да помогнат Македонија да развие една нова генерација на инженери и иноватори, искрено, како Академија на роботика и иновации. Па секако дека многу битна, многу е значајна. За нашата земја како што е мала во однос на другите, сепак доволно развиена со роботика. Значи, каже и Гордан дека секоја година се изголемува бројот на членовите. Оваа година на надпреварот ќе учествуваат 400 деца, што не е мала бројка. Доволно е само дечињата да се насочат, да дадеш некој правец и тие натаму да тираат по тој правец, значи да почнат со нивните истражувања, со нивните вештини, кои што се дел од самиот овој проект и се разбира дека е премногу иновативно за нашето општество. Некаде кон крајот се подготвувате, знам, логистички сето тоа нели да се спроведе и да биде убаво уживање не само за тимовите на преварувачите, туку и за секој кој што ќе биде посетител. Јас случајно минатата година сосема случајно се најдов во самиот мол и забележав една таква убава променада на самиот мол, каде што се беше околу нели самата роботика и First Lego Лига Македонија. Може би оние кои го пропуштија сега конкурсот или пријавувањето, нема да биде исклучен било кој и од следната сезона, поточно септември-октомври. Тоа би сакал да го нотираме. За сите кои што не гледаат, нека биде јавен повик. И дека за најмладите има First Lego Лига Explorer, да, ќе го објасниме и тоа. На каков начин и тука најмладите, јас кажав еден повик утрово до многумина, бидејќи знам и во моето окружување има родители, пријатели мои кои што децата легото им се задолжителна алатка, нели, дома. Значи, оваа сезона ја кронисуваме сега на 14 и 15 март во Diamond Mall за First Lego Liga Challenge, тоа е за децата од 9 до 16 години, а можам да го најавам исто така не се само овие 400 деца, имаме уште најмалку 500-600 деца кои што ќе бидат на First Lego Liga Explorer на 27 април, кои што ќе учествуваат истражувачите. Тоа е за помалите од 5 до 9 години, каде што оваа година имаме некаде околу 50 тима учесници кои што ќе учествуваат во ова надпреварување. Како оди пријавувањето за истражувачите? Пријавувањето исто можат сите и државни училишта и приватни едукативни центри и приватни училишта и имаме и од државните училишта. Баш ми е тоа ми е па најдраго пошто ги вклучивме и од формалното образование и малите ученици. Пошто не беше па замисливо дека можеме да успееме и со First Lego Liga Explorer, но и таму докажавме дека можеме и тоа многу. Има и од формалното образование неколку училишта кои што се вклучени во тие програми за малите истражувачи, како што ги нарековте. Вие слободно можат сите кои што сакаат и за до година, повикот ќе биде отворен некаде јуни месец, почнуваме кај нас со пријавување на сезоната. Има многу новитети од оваа година или од сезоната 26-27 во First Lego Лигата, значи други програми, други вклучување на роботи кои што неколку пати ја кажавте вештачката интелигенција кои што во самите програмирања имаат вклучено вештачка интелигенција, самите роботи, ама таа вештачка интелигенција да супер и мораме и да пратиме и трендови и се, ама креативноста не може да ни ја зголеми вештачката не може да го интелигенција и во целата оваа работа е супер кој што да, ги користат новите технологии, но можат да се изразат и да
ја покажат и нивната креативност. Само да прашам каде се патува година? Која е локацијата? Да, оваа година ќе биде World Championship во Грција, на Пелопонес, првопласираниот тим. Уште еден слот за Америка требаше да има и се надам уште дека ќе има, ради безбедносни причини. Поради немирите во моментот, можеби Америка нема да биде... Можеби нема да биде ради безбедносни причини. Имам уште толку многу прашања, меѓутоа мислам дека ги споивме сите фини аспекти од First Lego Лига Македонија, ги поканувам уште еднаш. Сите кои што не гледат, од колку часот само да кажем, 14-15 март? 14 почнуваме со опенинг церемонијата во 10 часот, можеби тоа да го најавам. Нашите златни славејчиња ќе ни испеат химната, со тоа ќе го почнеме целиот настан за сите деца и завршуваме во сабота во 16 часот, потоа во недела почнуваме исто од 11 часот и клоузит церемонијата е од 17 до 18 часот, прогласувањето и затварањето. Од се срце благодарам. Гордана, Нета, ви благодарам. Иван, јас мислам дека беше денеска најбава поддршка, едно прибежице за секој младо момче кое што или девојче гледа во моментот како низ една дисциплина, питомост, конзистентност, посветеност и достоинство може да се успее. Вистина, ти посакувам многу успеси. Судијата нека биде само уште едно ново поглавје за нешто што ќе следи понатаму. Фала многу.